Од каков хаос имаме мирен почеток на новиот оброк на денот. Тоа значи дека се ни е подготвено, а мене ми е многу драго кога успеваме да, како екипа и тим, лоцираме, мапираме нови нутриционисти. Така и Вероника Минов, ни една од поновите која што имаме денес во студиото. Официјално ќе ви ја представиме и се надевам дека ќе имаме една убава соработка и дека наредниот период почесто ќе се дружиме, со оглед на тоа што ги погледнав твоите рецепти, кои што постојано ги промовираш за луѓето кои што те следат по социјалните мрежи. Навистина се супер и е нешто што токму и ние сакаме да го промовираме во нашата кратка минутажа во оброкот на денот, од аспект да им дадеме до знаење дека можат многу работи да се направат за многу кратко време. Вероника, прво добре ми дојде. Добро ве најдов. Добро утро на вас и на сите гледачи на Телма. Ви благодарам за поканата. Баш сум возбудена. И мене ми е многу драго што се гледаме, што се запознаваме и што ете ќе имаме можност денеска да презентираме нов рецепт. Утрово споменав овошен јогурт. Тоа ни е денес на менито, ама ме спомена дека имаш интересна приказна зошто со овој оброк го стартуваме нашето дружење. Јас овој оброк ми е така кажано како традиционален оброк, бидејќи најмногу го промовирам на социјалните мрежи на мојата платформа и на сите мои клиенти, бидејќи поради повеќе причини, не се една причина, но причината е прва е затоа што многу брзо се спрема. Втора причина е бидејќи секој може да си го приушти, така кажано. Трета е правилно избалансиран оброк, содржи и протеини, и здрави масти, и сложени јаглехидрати, но најмногу зашто го препорачувам е бидејќи го поддржува дигестивното здравје. Јас најмногу зборувам на мојата платформа токму за тоа и го поддржува микробиомот. Ке кажам накратко малце што е микробиом. Да, и би сакала тоа да ни објасниш што значи дигестивно здравје, што значи сите ние да имаме здрав дигестивен систем. Да, пред се зборувам најмногу за микробиомот, тоа се сите микроорганизми кои што живеат во нашето дебело црево, најмногу и тие на број се трилиони, односно повеќе од сите клетки што ги имаме на нашето тело, толку многу се на број и ние живееме во една симбиоза со нив. И се зависи каква храна ќе им дадеме, таков вид на микроорганизми растат, односно добрите наспроти лошите микроорганизми. Така ги храниме. Да, ги храниме. Добри или со лоши? Да. И пробиотици се на пример тие што сега јогуртот што ќе го нели овошен јогурт, пробиотиците се наоѓаат во кефирот и јогуртот и тие се тие добри микроорганизми кои што сакаме да го збогатиме нашиот микробиом. А од друга страна пребиотици се растителни намирници кои што содржат растителни влакна и тоа се храна за овие микроорганизми. Зошто е битно овие да ги храниме добрите микроорганизми во нашиот дигестивен тракт е бидејќи тие за возврат произведуваат соединенија кои што го поддржуваат имунитетот, го поддржуваат интегритетот на цревната бариера, потоа психолошкото здравје, анксиозноста и депресијата се поврзани со микробиомот, потоа конгитивното здравје, метаболизмот, липидниот профил и листата е голема. Значи многу работи за кои што можеби луѓето не се ни свесни. Не се ни свесни, да. Се одлучив посебено во овој период, најмногу кога се нели настинки бактериски инфекции, се пијат антибиотици и тие покрај тоа што ги убиваат нели овие лоши бактерии, ги убиваат така кажано добрите бактерии во нашиот дигестивен тракт и сега стално ни вика докторите земете пробиотици, нели? Да. Но најдобро да ги земеме на природен начин. Сите студии што се укажуваат дека пробиотиците најдобро е да се внесат, односно најмногу биорасположливи се ако се внесат токму преку ферментирана храна. Кисела, зелка, овдека кефир, јогурт и така натаму. Да, многу почесто се употребува јогуртот за разлика од кефирот, барем такво е моето искуство. Веројатно ти како нутриционист ќе можеби ќе ме поддржиш во тоа. На што сметаш, Вероника, дека е тоа така? Не знам, можеби дека е повеќе актуел, не знам зошто ете сакаат да го користат, а уствари кефирот е многу побогат со овие здрави микроорганизми, затоа што има поголем спектар. Не има само, на пример, лактобацилус, туку има и лактококус, и има и сахромице, што се квасци, значи многу е побогат. И затоа јас токму денеска, кога ќе го правам овошниот јогурт, ги сакам да ги мешам двата. Да. Ќе почнеме со подготовка, затоа што времето ни е кусо, ама ти ми спомена дека за овој оброк многу е брз. Многу малку време треба. Само да прашам дали ќе ни треба блендер? единствен ќе ми треба зеленот на крај. Добро, затоа што тоа само да видам дали ќе можеме во овој блендер да го изблендираме, затоа што другиот веќе го користевме утрово. Јас ќе земам една од овдека. Добро.
Ќе пробам со овој, ако не со тој другиот, ама веќе Ако не не- е чист. Ама ќе кажеме зошто е поентата битно, да да. биде мелен, затоа и инсистираме на ова. Да. Ај ќе пробаме јас вака, па ќе видиме дали ова Добро. сечило ќе Значи, овозможи нешто. Ти јас може да ни подготвуваш. Причината е зошто јас препорачувам да се стават во овошниот јогурт не само, например, некои ќе стават банана, јаболко и толку. Јас препорачувам да се става што поразновидна растителна храна, повеќе намирници, бидејќи направена е една голема студија, меѓународна студија, која што се докажало покрај многуте докажување, се докажало дека оние луѓе кои што конзумираат 30 намирници на неделно ниво, разновидни растителни намирници, нивниот микробиом е по-богат со здрави бактерии. Затоа треба кога го правиме оброкот, овошниот јогурт, да биде со банана, јаболко, боровинки, малинки, што имате, ронија, круша, што сакате, што ви оди може да ставите. Така, значи треба само да видам ова како функционира. Ќе ни го Исто така јас практикувам јаболката, секако да е добро измиена, да е со кожата, со така. Со лушпата, Со така? лушпата, да, извинете. Зошто? Ќе ни кажеш и тоа? Па има нерастворливи, за разлика од другите што имаат растворливи влакна, и нерастворливите влакна кои што се наоѓаат токму во нејзе го поддржуваат дигестивното здравје, односно Ви благодарам. Перистатилката и подобро празнење на токсините. Значи, затоа се разбира треба да е што се прска, треба да е повеќе добро измиена или Добро. Колку чисто, Вероника, ова е твојот утрински поеток? Многу често. Искрено, затоа што во ова време нема многу брз е животот и многу често, и затоа и најмногу и на сториња или на Инстаграм многу често го снимам. Овој ги охрабрувам многу да го употребуваат. Сега знам дека е Великденски пост и може некој не може да го јаде, но од кога ќе завршат, многу бенефити, бенефити има. Претходно или на самиот старт споменавме дека ова е оброк кој што ги задоволува сите потреби на нашето тело. Да, сите макронутриенти ги има. За тоа мислевте? Да, прашањето ми е што значи оброк целосен. Целосен. Да им потенцираме на гледачите. Бидејќи не мора да биде за поедок, може да биде... Па може и за вечер, ако, или меѓу, како ужинка, не знам, али пошто е целосен оброк, затоа го препорачувам или како поедок, еве може и како лесна вечера да се користи. Тоа значи дека има сложени јаглехидрати, значи не прости, има разлика, сложени јаглехидрати, содржи протеини кои што ги има во јогуртот, во кефирот, и содржи здрави масти кои што ги има во семињата и во јатките. Мада јатките имаат исто така и протеини. Така. Тоа значи целосен. Сите три макронутриенти да ги содржи. Токму така, добро. Тоа и предмакот и сам го споделивме заеднички и јас и ти сега кога го зборувавме кога се договаравме околу овој денешен оброк, дека најчесто луѓето, такво ни е времето, сите сме во некоја трка и поентата на овие оброци кои што ги имаме тука во утринската се баш во краток временски период да им дадат до знаење на гледачите дека навистина за толку краток временски период може да се направи и здраво да се храниме и дека намирници постојат, избор има, едноставно треба малку едукација и желба за промени. И исто така може и навечер ова да го спремат во едно канче, не знам. Од вечер да стои да се стави и само за на работа да го земат. Значи нема изговори дека не може да се храни здраво. Точно. Значи и многу малце се користат јатките и семињата во македонската кујна, а треба многу почесто. Јас во сите салати, во овошни јогурти многу често ги ставам. Секаде каде што може ги ставам. Тие се калорични, треба малце да се внимава ако сакаме да внимаваме на тежината, но секој ден да се јадат. Посебно лениното семе. Јас него тоа е голден, се вика златно семе, е богато со омега-3 масни киселини. Во македонската кујна ние многу малце конзумираме омега-3 масни киселини, дека е алфа-линоленската, додека во масните риби, во чијата, во сардините многу има омега-3. И ние се прават инфламација ако не ги земаме доволно
са малце ако ги зимаме и затоа треба да се... А како нација не сме некоја нација што јаде многу риба. Затоа треба да наоѓаме, претпоставам, начин друг за да... Сега, ова е друг вид на омега-3 масна киселина, не е како тие ЕПА и ДХ што ги има во масните риби, но сепак треба да ги зимаме затоа што многу често конзумираме омега-6, а омега-3 помалци, тој соонно се нарушува и се прават инфламации. А они имаат антиинфламаторна. Споминавме зошто го користиме мелено. Мелено се користи бидејќи како цело зрно, ленот не можеме, ние немаме ензими во нашиот дигестивен тракт да ги искористиме. Не, да ги искористиме овие омега-3 масни киселини, односно да разбиеме таа обвивка. Дури и микроорганизмите не можат. Нема ништо да се деси ако ги јадеме, само ќе ги сврлиме. Но ако сакаме да ги јадеме само како зрно, ништо нема да се знаме, ќе ги сврлиме, ама нема да ги земеме бенефитите. Нема да ги абсорбираме овие омега-3 масни киселини. Затоа треба секојаш да се меле. И јас ги охрабрувам да ја мелат пред конзумација, бидејќи ако овие омега-3 масни киселини не се правилно чувани, например, се под светлина, топлина, може да оксидираат. Затоа се вели кога да се конзумира, нели, да се сомеле пред конзумација или пак еве недела дена, ама да се чува во фрижидер. Меленото ленено семе. Добро, сега си правам рекапитулација тоа како јас го чувам. Не во фрижидера, ама добро. Ама мелено го купувате? Си го мелам, но... Епа добро, не е проблем. Не ми е во фрижидер. Океј, само да не е, например, после 3-4 месеца да се користи, подобро е... Добро, но сакам да кажам дека секогаш учиме по нешто ново од секоја нова емисија. И многу битно, зошто ставам и јогурт и кефир, сакам да кажам. Ајде, уште тоа, само да кажам дека имам уште 2 минутки, па се надевам дека си ќе постигнеме. Еве го ставам јогуртот и кефирот. Зошто? Бидејќи нели на почетокот спомнавме дека јогуртот содржи едни микроорганизми, пробиотици, а кефирот други. И како ваков комбинација многу подобро, повеќе соеви, видови и родови ќе внесеме на пробиотици. Мешаме или тоа е тоа? Се меша и се јаде. И се јадем, добро. Да. Прекрасно изгледа, со оглед на сите намирници кои што ги искористи Вероника, не се сомневам дека ќе биде многу вкусно. Тука некаде ќе ставиме крај или ќе полека ќе финишираме. Се надевам дека оброкот веќе го погледнавте испишан на екраните, не е на одмет повторно тоа да го направат колегите, а тука некаде и со Вероника ќе ви заблагодариме за тоа што не следевте. Слободно можеш да споделиш твојата социјална мрежа, како може да те најдат гледачите бидејќи си ни нова денес во утринската. Јас на Инстаграм одам како Nutriwell, тоа ми дојде од Eat Well Be Well, па така nutriwell.mk. Одлично, тоа е профилот каде што можете да најдете Вероника, таму и ние ја лоциравме и се надевам дека ти беше пријатно. Многу. А тоа значи дека повторно ќе се дружиме во скоро време со нови рецепти, се со цел да внесеме промени кај граѓаните, кај гледачите, за тоа колку е важно нели да се хранат здраво и да им дадеме нови рецепти. Вероника ми беше навистина драга. Се надевам дека уживавте и вие и се надевам дека ви дадовме добар предлог за нов оброк во овој денешен ден. Ве поздравувам, останете на Телма, следува новото издание на Да си кажеме, веќе споменавме овој пат еден навистина интересен разговор со кинематографот Феми Даут, кој што неодамна се врати од Антарктикот, па за престојот и за снимањето таму следува разговорот во продолжение.